Денес се продолжуваме со серијалот, каде што повеќето недели гледаме или се стремиме да го одговориме прашањето зошто спасението е само преку вера. И ова ќе биде третиот дел од серијалот. И чисто да се подсетиме, во првиот дел и во првата проповед видовме зошто Бог одредил инструментот или средството да биде верата на спасението. И рековме дека верата е најадекватен, најконсонантен, најсоодветен канал или инструмент поради преку кој може човекот да дојде до спасение, бидејќи е најслична или верата е најслична по природа со Бог, со ангелите и со душата на човекот, кои се исто така невидливи. И кажавме дека верата е избрана да биде модусот на спасение, преку кој ние доаѓаме до Христос, бидејќи од повисока димензија. А од повисока димензија бидејќи му припаѓа на категоријата или на димензијата на невидливото. Во вториот дел, прошлиот пат, разгледавме два аспекти на верата. Рековме дека верата е многу вредна и дека верата е како дар, како поклон. Заклучивме дека верата е толку многу вредна, толку многу посебна, драгоцена, специјална, бидејќи ја нема на земјата. Има голем недостиг од вистинска вера, ниту па може да се најде на земјата. И исто така видовме не само што не може да се најде на земјата, туку не може ни да се купи со ништо. Бескрајни количини на злато, сребро, дијаманти, сафири, бисери не можат да купат верата. Верата е од бескрајна вредност. И од овие два дела или овие две проповеди можеме да заклучиме дека Бог одлучил верата да биде инструментот или каналот преку кој човекот доаѓа до спасение, бидејќи најмногу го манифестира Бог како милослив и добар. Во ова предавање денес ќе видиме или ќе разгледаме една точка или еден аргумент зошто Бог одлучил таа вера која спасува да биде сама и ништо да не ѝ се додаде на неа. И тој аргумент што ќе го разгледаме ќе биде да се елиминира фалењето. Бог одлучил да спаси само преку вера со цел да го елиминира фалењето, да го отсече. Но пред да преминеме на овој аргумент, ќе се фокусираме на воведот одреден период, каде ќе видиме што е навистина библиското учење и дали навистина Библијата учи дека спасението е само преку вера. И на крај ќе завршиме со заклучок и примена. Почнеме со воведот. Од аспектите на спасение ќе се фокусираме на аспектот на оправдувањето. И во овој вовед ќе видиме дека Библијата учи дека оправдувањето е само преку вера. Човекот е грешен и не може да биде прифатен од Бог. За да биде прифатен, треба да стане праведен. Бог е свет и го мрази гревот и човекот стои осуден пред овој свет и совршен Бог. И Бог нема да прими грешници во рајот, грешници со него, туку само ќе прими праведни. Тогаш прашањето е како може човекот кој е грешен, кој е декадентен и паднат, да стане праведен или да се оправда. Да добие таа праведност кој очајно му треба за да биде со Бог и да оди во рајот. И Христос преку својот живот и преку своите маки на крстот и воскресение ја заработува таа праведност која нас ни треба и Христос може да му даде оваа совршена праведност на секој човек како бесплатен подарок преку својата благодат. И без оваа праведност, без оваа совршена праведност, ниеден човек
не може да биде прифатен од Бог, ниту па да оди во рајот. И без праведност, без оваа совршена праведност, секој човек стои виновен пред Бог, стои осуден и е на пат на пеколот. И секој човек без оваа праведност ќе пропадне во пеколот денес. И сега прашањето е како може оваа праведност кој Христос ја заработува преку своите маки, преку својот живот и своето воскресение да биде наша, да биде препишана на нас. Таа праведност може да биде наша преку Евангелието. Евангелието е начинот преку кој ние се здобиваме со таа праведност. Евангелието е ништо друго освен личноста и делата на Христос. И ако го имаме правилното Евангелие, ако го имаме вистинското Евангелие, точното Евангелие, тогаш ќе се здобиеме со вистинска праведност. Ако го немаме вистинското Евангелие и веруваме во некој друго Евангелие, тогаш нема да се здобиеме со вистинска праведност и нема да бидеме прифатени од Бог. Еден од најстротните стихови во Библијата, еден од најјезивите стихови, се наоѓаат во книгата на Галатјаните, во 1 глава, каде што апостол Павле осудува одредено Евангелие. И го пишува следното. Во 1 глава од 6 до 9 стих вика: се чудам дека брзо се отргнувате од оној кој ве повика во Христовата благодат и променувате кон друго Евангелие, кој не е друго. Само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото Евангелие. Но ако ние или ангел од небото ви проповеда друго Евангелие, различно од она што ви го проповедавме, да биде проклет. Како што рековме порано, и сега пак ви велам. Ако некој ви проповеда Евангелие, што се разликува од она што го примивте, да биде проклет. Во Галатјанската црква имало лажни учители кои навлегле во црквата и почнале да учат некое друго Евангелие, некое изопачено Евангелие. И апостолот се чуди и вика и е вџашен како можете толку брзо да се отргнете од вистинското Евангелие кој јас ви го проповедав. И апостолот ги преколнува овие учители и го преколнува ова лажно или друго или изопачено Евангелие. И преколнувањата се очигледно индикативни на вечни маки во пеколот. Вечни маки во пеколот се дадени за сите кои ќе го изопачат Христовото Евангелие. Дали е било тоа човек, дали е апостол, дали е некоја религиозна организација, дали е ангел или демон, вечни маки се дадени во пеколот за сите кои ќе го изопачат или извртат Христовото Евангелие. За какво изопачување се работи? Што се случува во Галатјаните? Кој е ова друго Евангелие кој апостол Павле го осудува? И ако читаме понатака, например во 4 глава, и во 5 глава, и во 6 глава, ќе видиме дека кој е ова друго Евангелие кое апостол Павле го осудува. Например, во 4 глава од 9 и 10 стих вика: сега, кога го познавте Бог, или уште подобро од кога Бог ве позна вас, како можете пак да се враќате на слабите и бедни елементарни учења, на кои пак сакате одново да им служите робски? Внимавате на денови, месеци, времења, години. Во 21 стих од истата глава вика: кажете ми вие, кои сакате да бидете под законот, не го слушате ли законот?
И веќе во 5 и 6 глава станува уште појасно за што се работи. Во 5 глава од 2 до 3 стих Павле вика: јас, еве Павле ви велам, ако се обрезате, Христос никако нема да ви користи. И пак му сведочам на секој човек кој се обрезува дека е должен да го исполни целиот закон. И во 6 глава 11 и 12 стих го имаме истото. Вика: видете со колкави букви ви напишав со сопствена рака. Сите оние кои сакаат да се прават важни во телото, тие ве приморуваат да се обрезате, само да не бидат гонети заради Христовиот крст. Гледаме веќе во овие стихови што е проблемот. Гледаме дека имало лажни учители, евреи, кои се нарекувале христијани во Галатијанската црква и ги учеле галатјаните дека тие треба да се обрезаат, дека тие треба да се покоруваат на Мојсеевиот закон за да се оправдаат, за да стекнат таа праведност кој на секој човек очајно му треба. Да, тие викале: ти треба вера во Христос, но исто така ти треба и да се обрезаш. Ти треба да го следиш законот, ти треба да правиш добри дела. Не е доволна верата во Христос. Само вера во Христос нема да стекне оправдување, тие учеле. И гледаме кое е изопачувањето, гледаме кое е другото евангелие, гледаме дека ова евангелие кое го изучувале овие лажни учители носи во пеколот. И апостол Павле им одговара на овие лажни учители и им вика во 2 глава 16 стих: но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку вера во Исус Христос. И ние поверувавме во Исус Христос за да се оправдаме од верата во Христа, а не од делата на законот, зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. И во 21 стих од истата глава апостол Павле вика: не ја поништувам Божјата благодат, зашто ако праведноста доаѓа преку законот, тогаш Исус умрел напразно. И гледаме дека ова не е мала работа. Ова не е нешто периферно. Ова тема, ова прашање, дали оправдувањето или дали спасението е само преку вера или нешто друго плюс треба да му се додаде, е масивно, е примарно, е есенционално. Може да кажеме ова е евангелието. Ова е вистинското евангелие. Мартин Лутер кажал, ако ова учење, например учењето за оправдувањето само преку вера, стои, тогаш црквата стои. Ако ова учење пропадне, црквата пропаѓа. Филип Меланктон исто така зборува за оправдувањето по вера како материјален принцип на реформацијата. Жон Калвин исто така кажува дека доктрината на оправдувањето само по вера е главна шарка на која виси вистинската религија. Значи се виси, според Калвин, на ова шарка, на овој клинец. Теологот J.I. Пекер во своите рани мисли пишува вака: од многуте библиски разјаснувања на реформаторите, повторното откривање на оправдувањето како сегашна реалност и на природата на верата што ја обезбедува, несомнено беше најформативно и најфундаментално. Зашто доктрината за оправдување само преку вера е како атлас и на неговите плеки го носи целиот свет, целото евангелско знаење за Бога Спасителот. Доктрините на изборот, ефективното повикување, обновување и покајување, за посвојувањето, за молитвата, за црквата, за службите и обредите, сите треба да се толкуваат и да се разберат во светлината на оправдувањето преку вера, зашто така Библијата и гледа. Затворен цитат. Значи, гледаме дека ова
лажно евангелие или изопачено евангелие или извртено евангелие или друго евангелие кое го учеле во Галатјанската црква, ни кажува дека верата во Христос не е доволна. Ти треба нешто плюс. Ти треба некој религиозен обред, ти треба некое добро дело. Не е доволна само верата во Христос. И реално ова е изопаченото евангелие, ова е проклетото евангелие, ова е другото евангелие. И ова евангелие не носи спасение. И сега прашањето е што ние сакаме да се прашаме е како е ова релевантно за нас денес. Какво значение има ова за нас во Македонија сега и денес? Македонска православна црква по Вардарска епархија во статија именувана против сектите во делот Одговор на учењето на баптистите, издадено во јуни 2008 година, пишува вака. Отворен цитат. Нивното комплетно учење не е лесно да се согледа, покрај она што го наведуваме како заедничко учење на повеќето секти, за нив е карактеристично, две точки, тврдат дека спасението е можно само преку вера. Затворен цитат. И Македонската православна црква кажува дека ова оправдување на само преку вера не е учење кое е карактеристично само за баптистите, туку е карактеристично за сите евангелски, реформирани и протестантски верувања и цркви. И Македонска православна црква ги третира баптистите и сите други евангелски протестантски деноминации како секти и ги става во исти кош со високо проблематичните еретични групи како адвентистите и јаховините сведоци. И статијата дава одговор на ова учење, дека ова учење, тоест учењето дека сме оправдани или спасени само преку вера, дека е грешно и секташко, и го дава следниот одговор и вика вака. Отворен цитат, апостол Јаков зборувал дека верата без дела е мртва и дава цитати Јаков 2 глава, 17 стих, 20 стих и 26 стих, и верата без љубов е мртва. 1 Коринтијаните 13 глава, 2 стих. И добро е што МПЦ дава одговор користејќи Библијата, но прашањето е дали на вистина МПЦ ја толкува правилно или го толкува правилно апостол Јаков. Одговорот лежи во дилемата дали МПЦ правилно го тумачи Јаков, посебно Јаков во 2 глава, и која е корелацијата меѓу апостол Јаков и апостол Павле. Дали има некоја конфузија или контрадикција? Зашто видовме дека апостол Павле во Галатјаните јасно кажува дека ова друго евангелие кое осудува не е само преку вера. Ајде да продолжиме и да видиме подетално што вика апостол Павле во Римјаните. Римјаните е една од најформативните книги, најбитните книги каде што се опишува оправданието или спасението. Во Римјаните од 1 глава до 3 глава, завршувајќи во 20 стих, гледаме дека целото човештво е осудено на грев, е проколнато и стои виновно пред него, не може ништо да каже пред Бог. Стои виновно. Сите се осудени, сите сгрешија, сите го прекршија Божјиот закон. Сите се виновни во очите на Бог. И во 21 стих до негде 24 апостол Павле вика: но сега, независно од законот, се јави Божјата праведност, за која сведочат законот и пророците, и оваа е Божјата праведност преку вера во Исус Христос за сите кои веруваат. И нема разлика. Сите сгрешија, им недостасува Божјата слава, но се оправдани
преку неговата благодат како поклон, преку откупот на Исус Христос. И во 20 стихот истата глава кажува зашто преку делата на законот ниедно тело нема да се оправда пред него. Значи овде е јасно од стиховите пак дека сме оправдани преку вера и таа е Божја благодат. И не може да додаваме ништо плюс на таа вера. И во Римјаните 4 глава апостол Павле го дава Аврам како главниот пример. И вика, еве да го видиме Аврам, што се случи со него, како он се оправда. И кажува во 4 глава од 2 до 5 стих, вика, зашто ако Аврам беше оправдан врз основа на своите дела, тој можеше да се фали, но не пред Бог. Но што вели писмото? Аврам му поверува на Бог и тоа му се засмета за праведност. А на оној кој работи, платата не му се засметува како поклон, туку како долг. Додека на оној кој не работи, а верува во оној кој го оправдува безбожникот, неговата вера му се засметува за праведност. И гледаме дека во 3 стих Павле го цитира од 1 Мојсеева 15 глава 6 стих. Значи цитира од првата книга Битие. И вика, видете го Аврам, што се случи со него. И добро е да го видиме контекстот на Битие 15 глава, што се случува. Ја ќе прочитам од 1 до 6 стих. И пишува вака: по тие настани Бог му испрати слово на Аврам во видение и му каже: не бои се, Авраме, јас сум твојот штит, твојата награда ќе биде многу голема. Аврам му рече: Господи, што ќе ми се даровите кога останав без пород? А сега овој Елиезер од Дамас ќе го наследи мојот дом. Аврам уште рече: ете, не ми даде потомство, а слугата роден во мојот дом ќе ми биде наследник. А Господ пак му испрати слово и му кажа: тој нема да ти биде тој наследник, туку ќе те наследи твојот потомок, кој ќе произлезе од твоето бедро. Го изведа надвор и му рече: погледај сега на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги преброиш. И му рече: толкаво ќе биде твоето потомство. И сега ево 6 стих кој е цитиран од апостол Павле. Аврам на ова слово што Бог му го дава, дека ќе има потомство како звездите, Аврам му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност. Нема дело, нема образување, нема некоја религиозна гимнастика, вера која му се засметува за праведност. Само вера, не исклучена од дела. Исто во Римјаните 5 глава, апостол Павле го опишува оправдувањето како завршена работа, како завршен чин, а не како прогресија или некој процес преку кој или за кој ние се стремиме. Впрочем, и тоа го учи и православната црква, дека оправдувањето е процес преку кој ние се стремиме да дојдеме до праведност. Но што вика во Римјаните 5 глава, од 1 до 2 стих, вика: и така, оправдани преку верата, значи е завршена акција, завршен глагол, оправдани преку верата имаме мир со Бог, преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат, во која стоиме и се фалиме во надежта на неговата слава. Исто така во 8 и 10 стих од 5 глава, но Бог ја покаже својата љубов кон нас, што Христос умре за нас уште додека бевме грешници. И сега, откако сме оправдани во неговата крв, завршен глагол, завршена акција, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Значи, апостол, гледаме од овие стихови, од овие глави, апостол Павле е јасен
дека оправдувањето е Божјо дело, кое доаѓа само преку вера во Христос, а не преку дела или па преку микс на вера и дела. Че гледаме дека апостол Павле е јасен на таа тематика во Галатјаните и во Римјаните. Ајде сега да видиме Јаков, кој православната црква го цитираат. Дали навистина Јаков учи дека оправдувањето е микс на вера и дела. И кога ќе се види писмото на Јаков, се гледа една тема многу јасна. Писмото е доста кратко. Темата која се гледа или на кој тој се фокусира и нагласува е дека вистинската вера ќе се манифестира во добри дела. И тоа го нагласува посебно во втората глава. Да видиме, например, од 14 до 17 стих што пишува. Каква е ползата, Јаков вика, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и без секојдневна храна, па некој од вас им рече, одете си во мир, стоплете се и наситете се, а не им го даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Така и верата, ако нема дела, е мртва сама по себе. Една од работите што напоменува Јаков е дека и демоните веруваат. Тие веруваат и имаат правилно разбирање за Бог, за Неговиот Син, за Светото Тројство, но нивната вера не води никаде. Под наводници, нивната вера. Нивната вера води кон злодела, кон нечесност, кон насилство, а не кон праведност. Демоните се едни од првите кои го препознаваат и го исповедаат Христос како инкарнација, го гледаме тоа во Евангелијата. Први се што кажуваат, па ти си Божјиот Син, кој дојде. Но тоа знаење, тоа препознавање, ништо не сменило за нив. Тие си останале зли, гнасни и бесни. И Јаков го кажува истото во 2 глава 18 до 20 стих и вика, ако некој рече ти имаш вера, а јас имам дела, јас ќе му кажам покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти ја покажам мојата вера со моите дела. Ти веруваш дека има еден Бог, добро правиш. И демоните исто така веруваат и треперат. Сакаш ли да сознае суетен човеку дека верата без дела е мртва? И понатака кога ќе прочитаме во 2 глава, апостол Јаков го користи истиот цитат. Значи истиот цитат од Битие 15 глава 6 стих да го даде за пример Аврам, кој бил оправдан. И бидејќи го користи истиот стих и од контекстот гледаме дека апостол Јаков има друга цел. Има за цел да објасни дека вистинската вера, ако не се манифестира, ако не се покаже, ако не се демонстрира во добри дела, во променет живот, во покаяние, нема вистинска вера. Таа вера е ништо освен информациона и ништо освен демонска. Делата, променетиот живот, ја манифестираат невидливата природа на верата и ја прават видлива. Сите да ја видат. Исто така, Јаков користи сценарио или историја на Аврам подоцна, која е опишана во Битие 22 глава, кога истиот тој потомок, Исак, кој е ветен, е повикан да биде положен и да биде жртвуван. И го користи како пример да се покаже дека Аврам не само што верувал, туку е демонстрирал својата вера во дела. Истото го гледаме и со блудницата Раф, тој е другиот пример што се дава, како ги примила согледувачите, ги заштитила и ги испратила по друг пат. Не се плашала, туку верувала и ја демонстрирала својата вера во дела преку заштитувањето на евреите. И вистинската вера е толку многу мокна и динамична и жива, што не може да се задржи.
Вистинската вера не може да не се распрсне, да не се разлее и да не се разоткрие во добри дела. И тоа што кажав дека Јаков не аргументира дека ни треба вера плюс дела да бидеме спасени или да бидеме оправдани, но тој ни кажува дека ако вистинската вера не се манифестира во добри дела и во променет живот, таа е мртва и нема да оправда никој. Мартин Лутер исто така кажал, ние сме спасени само преку вера, но верата што спасува никогаш не е сама. И можеме да видиме дека, како што напоменав, апостол Павле аргументира и објаснува што е оправдувањето, како може човек да се оправда, дека оправдувањето е само преку вера, а апостол Јаков по друга перспектива аргументира и вика, да, вистинска вера, но таа вера, за да биде вистинска, и ако е вистинска, ќе се манифестира во променет живот, во добри дела, во покаяние и ќе блика во служење на Бог. И нема конфузија меѓу двајцата. Апостол Јаков и апостол Павле се во синк. Нема мешавање на микс на вера и дела, туку учењето е јасно. И сега како заклучок од овој вовед, можеме да видиме дека Библијата е јасна и гласна, дека Библијата учи дека спасението или оправдувањето е само по вера, и ако се додаде и најмалото делче на добро дело, во Евангелието целото се руши. И станува проклето, станува изопачено, станува друго болно Евангелие, кое носи не оправдување, туку носи во пеколот. И можеме да заклучиме дека православната црква не го толкува добро Словото, бидејќи не се држат тие само на Словото. И нивното толкување или недобро толкување произлегува од тоа што тие Библијата не им е единствен авторитет. Ако Библијата им беше единствен авторитет, тие ќе дојдат до истите заклучоци. Но Библијата не им е единствен авторитет, имаат други авторитети, како додатоци на Библијата, како например учењата на екуменските собери, учењата на црковните отци, канон законите, литургиите и така натака. И сите овие додатоци се сметаат како вистина, како Божји збор, како Божјо откровение. И затоа овие додатоци ја сопкаат православната црква да не дојде до правилни заклучоци и да осуди и да проклевети луѓе кои навистина се држат на Библијата, како протестантите, например. И истото го прават, што го прават други еретични групи. Значи, иако православната црква ги нарекува секти другите, тие го прават истото што другите високо еретични групи го прават. Например, мормоните го прават истото, јаховините сведоци го прават истото, адвентистите го прават истото, католиците го прават истото. Мормоните го отфрлаат учењето на оправдувањето само преку вера и учат дека е микс на вера и дела и имаат плюс 3 книги додадено на Библијата. Значи имаат купно 4 книги кои се нивни авторитети заедно со Библијата. Јаховините сведоци го прават истото, тие го отфрлаат учењето на оправдувањето само преку вера и на Библијата ги додаваат учењата на стражарската кула. Адвентистите го прават истото со учењата на Елен Џи Вајт и католиците го прават истото со учењата на црковните традиции. И можеме да кажеме дека поради недобро толкување на Словото, православната црква учи лаги и треба да биде отфрлена. И тоа можеме да го заклучиме од овој вовед, дека Библијата е јасна и гласна дека оправдувањето е само преку вера, други додатоци го уништуваат Евангелието и нема да донесат оправдување. Сега да продолжиме со
главниот аргумент зошто Бог одлучил спасението да биде само преку вера. До сега кажавме што учи Библијата, а сега ќе кажеме зошто Бог така одлучил. Која била неговата мотивација и движечки принцип. И тој аргумент што ќе го разгледаме денес, а другиот пат ќе ги разгледаме другите аргументи, е да се елиминира фалењето. Да се елиминира фалењето. Бог го создал човекот исправен и свет. Но човекот паднал во грев и станал корумпиран и болен и расипан. Сатаната го измамила човекот дека тој може да се најде себе си во своите дела и да се пронајде себе си во своите перформанси, а не во Бог. Но човекот не е создаден да живее оддално од Бог, не е создаден да се најде себе си и во своите дела, туку е создаден да се најде во Бог и во неговите дела. Човекот како носител и образ на Божјиот лик треба да живее за Бог и да го фали и да го слави Него, бидејќи е создаден за тоа. Создаден е да го слави и да го фали Бог и да биде благодарен. И гревот, кога навлегува во човекот и го корумпира, го врти човекот и го свртува, наместо да го слави и да го фали и да го издигнува и да живее за Создателот, почнува да живее, да го фали и да го слави Создаденото. Иако човекот се има од Создателот, сепак му се поклонува, му служи и му се фали на созданието. На други луѓе, на други објекти, идоли и така натака. Човекот во гревот се издигнува и се фали со себе си. Еден има напишано, еден човек се фали со своето лице, со своето тело, со своите мускули и облини, со својата надворешна убавина и телесни појави. Друг човек се фали со своето богатство, накит, пари, диаманти, фондови и луксурни коли. Трет човек се фали со имот, со земја, со куќи, со станови, со апартмани, со фирми. Четврти човек се фали со знаење, со мудрост, со искуство, со интелигенција. Пети човек се фали со образование, со елоквентност, со влијание, со дипломи, со академски достигнувања, со патенти и Нобелови награди. Шестиот човек се фали со други луѓе, со неговата фамилија, со неговото обкружување, култура, нација и традиција, со други народи и со други нации. Седми човек се фали со своите морални и религиозни дела, духовни искуства и представи, аскетизам и мачни религиозни изведби, верска послушност и следбеници. Нема крај на човековото фалење. Човекот се фали со се, освен со Бог. На вистина нема крај со неговото фалење. На човекот не му паднало на памет дека се што има му е дадено од Бог. Се што има му е на заем дадено и еден ден ќе му биде повторно земено. И гревот го натерало човекот да се сврти од Бог кон себе и да стане полн со самољубие, со самообсесија, со самопреокупација, со самообожување и со самофалење. И наместо да го сака Бог и другите, тој се сака себе си над се и пред се. И оваа изопачена љубов го натера човекот да се фали на погрешен начин. Човекот заборавил дека вистинската љубов не се фали. Фалењето е илузија, лага, што ја извртува реалноста и ја краде славата на оној кој му вистински му припаѓа. Се што имаме од Бог, преку Бог и е насочено кон Бог, и каква трагедија и ужасна деформација да се фалиме и да се славиме себе си и другите луѓе. Да се фалиме себе си со своите дела или со тугите
дела. Човекот навистина е ништожен и мизерен, а тоа воопшто не го гледа. Е во илузија дека е нешто посебно, нешто специјално. За ништожноста на човекот, еден има напишано една поема, именувана Ништо, како ќе ја прочитам. Поемата гласи вака. Господе, што можам да ти дадам? О, Господе, што можам да се пофалам? Немам ништо, поседувам ништо, располагам со ништо, попразен сум од ништо, посиромашен сум од ништо, попитачки сум од ништо. Гледам ништо, зборувам ништо, слушам ништо, допирам ништо, мирисам ништо, перципирам ништо. Знам, разбирам и сваќам ништо, размислувам, запомнувам и резонирам ништо. Планирам, дизајнирам, конструирам ништо, градам, создавам, работам и оставам ништо. Немам ништо, сакам ништо, уживам во ништо, копнеам, се стремам и барам ништо. Се фалам себе си со ништо, се почитувам себе си со ништо. Се величам себе си со ништо, се воздигнувам себе си со ништо. Се издигнувам и се гордеам себе си со ништо. Моето тело е ништо, мојата душа е ништо, моето минато, сегашност и иднина е ништо. Моето се е ништо. Јас сум ништо, помалку од ништо, попразно од ништо, полошо од ништо, пониско од ништо, погадно од ништо. Јас сум ништо од ништо, ништо преку ништо, ништо од ништо, ништо за ништо, ништо со ништо, ништо во ништо. О Господе, што можам да ти дадам? О Господе, со што можам да се пофалам? Бидејќи човекот е ништожен и е празен, Божјата цел, според 1 Коринтијаните 1 глава, е ниедно тело, ниеден човек да не се фали пред него. И Бог им се спротивстава на горделивите, за да не рече човекот, според Судии 7 глава 2 стих, мојата рака ме спаси. И едно од најужасните или најстрашните или најезивите фалења е онаа на само праведност. Иако човекот е ништо и е повеќе од ништо, ова фалење произлегува од фактот дека човекот преку своите религиозни гимнастики, преку своите дела кои ги нема, стекнува праведност и таа праведност и преку таа праведност се фали. И му вика, Боже, види ме јас што направив, какви дела направив. Нели како тие што ќе дојдат пред Исус на судниот ден и ќе му кажат, Господи, Господи, види какви дела имаме направено. Тоа фалење наликува повеќе на фарисеот, кој вика во Лука 18 глава, од 11 и 12 стих, вика, Боже, ти благодарам што не сум како другите грешни луѓе. Јас постам 2 пати неделно и давам десеток од се што добивам. Темата на спасението е најдоминантна во Светото писмо и како што видовме на кратко, Галатјаните, Римјаните и писмото на Јаков се посветени на таа тема, како може грешник да биде оправдан и спасен. И сите овие 3 писма имаат за цел да го уништат фалењето, да го отсечат фалењето, да го урнат фалењето во човекот. Например, во Галатјаните лажните учители сакаат да се пофалат со нивните обратени кои ги следат и да кажат, видите колку следбеници имаме ние. Самите галатјани пак се фалат или сакаат да се фалат со религиозни представи и да кажат, ние се обрезавме, видете што правиме, ние се покоруваме на законот. Римјаните исто така почнуваат да се фалат дека се во некоја посебна позиција над необратените евреи, како што гледаме во Римјаните 11 глава, и дека се во некоја посебна позиција. Но апостол Јаков во Галатјаните 6 глава, 14 стих вика, јас далеку да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус, преку кого светот е распнат за мене
а ја за светот. И Јаков во своето писмо исто така сака да го отсече или да го откине фалењето. И да каже, доста се фалиш со религиозни информации и дека ти знаеш многу. Дали имаш демонстративни дела, тоа да го покажеш. Сака да го отсече фалењето. Исто така. И гледаме од нашиот стих, од 9 стих од Ефесијаните 2, постои врска меѓу фалењето и делата. Делата водат кон фалење, а преку фалењето човекот се издигнува. А кога човекот е издигнат, Бог не е. Бог не ја прима славата, туку човекот ја зима славата за себе. И затоа Божјата цел во уредувањето на спасението и во уредувањето на спасението да биде само преку вера, да нема ниту најмалиот дел или добро дело додадено, е да го урне, откине и распарчи фалењето во човекот. Човекот да се скрши и да рече немаш ти ништо што да понудиш. Или ќе дојдеш гол и бос, или немаш ништо што да ми понудиш. Само верата, учењето дека оправдувањето е само преку вера, го празни човекот. И човекот се само одрекува, само понизува и е доведен до прав, каде што припаѓа. Само учењето дека човекот е спасен само по вера, ја открива реалност и покажува дека Бог мора да е се во се, а човекот ништо во ништо. Само спасението преку вера ја врти стрелката да биде насочена не кон човекот и неговите дела, туку кон Бог и Божите дела. И Бог да прими целата слава, целата фала, целото издигнување. А човекот да види дека е пареа, која поминува и исчезнува. Еден има исто така напишано, само верата го преобразува фалењето да не е во земно богатство, туку во небесно богатство. Да не е во сила, туку во слабост. Да не е во религиозни достигнувања, туку во маки заради Христос. Да не е во религиозни представи, туку во крстот Христов. Да не е во телесни задоволства, туку во телесна скудност и неволји. Не во зло и грев, туку во светост кон Бог и луѓето. И само верата го отсекува фалењето, го отргнува, го руши и ја става фалбата, честа и воздигнувањето на Бог. И во Римјаните 3 глава, 27 стих, Павле прашува каде е фалењето? Исклучено е. Го нема. Не постои. И тој е првиот аргумент што го видовме, зошто Бог одредил спасението или оправдувањето да е само преку вера. Тој направил тоа, за да го елиминира фалењето. И сега како заклучок, можеме да кажеме дека Библијата е јасна и гласна, дека оправдувањето или спасението е само преку вера, дека православната црква учи лаги и ги води луѓето во пеколот, и луѓето да веруваат дека се спасени преку своите дела, преку своите свеки, преку своите икони, преку своите причести, преку своето крстење. И што ќе дојдат на судниот ден пред Исус и ќе му кажат: видете ги моите икони, видете ги моите свеки, видете ги моите крштевања, видете ги моите молитви и постови. Тоа нема да функционира на судниот ден, бидејќи на судниот ден ќе се бара совршена кристална праведност. Најмалиот греф е доволен човекот да го однесе во пеколот. Затоа Христос ја нуди својата праведност да им ја даде на луѓето. И луѓето се слепи и веруваат на религиозни организации, не само на православната црква, туку како мормоните, како католиците, како адвентистите, како јаховините сведоци. Зошто слепо им веруваат? Бидејќи не ја знаат Библијата. И се додека Библијата не им ги отвори очите,
да видат што е вистината, тие слепо ќе го следат ѓаволот. И кажавме дека Бог одредил да биде спасението само преку вера, за да нема никакво место за фалење. Сега да преминеме на примена. Има примена за неверници и примена за верници. И прашањето е што секој човек треба да се праша дали го познава Христос. Дали целосно го познаваш Христос? Дали си се откажал од себе, од своите дела, од своите религиозни уселби да дојдеш до Бог? Бог бара да дојдеш до Него гол, празен, сиромашен, скршен и безнадежен. Немаме ние ништо што да му понудиме на Бог, освен крвави, гнасни алишта. Немаме ништо што да му понудиме на Бог. Бог бара кристална, совршена праведност. На Бог не му требаат твоите бедни и мизерни дела. Затоа дојди до Христос. Христос е тој што може да ти даде совршена праведност. Христос е тој што може да ти го даде овој поклон кој очајно ти треба. И да не бараш праведност во своите дела, туку да се предадеш, да се приклониш, да се дадеш целосно на Христос и тој да ти ја даде неговата совршена праведност. Дојди денес до Христос. Дојди, покај се, предај се на Него. Откажи се од своите дела, откажи се од себе си, откажи се од својот грев, скрши се и понижи се пред Него. И Неговата праведност тој радосно ќе ти ја даде. И еве, јас умрев, за тебе ќе ти каже и воскреснав. Дојди до мене. Остај ги своите празни дела. Не се надевај на своите дела. Иконата, свеќата, попот нема да те спасат. Само јас можам да те спасам. Дојди до Христос и не чекај. Христос умре и ја пролеа својата драгоцена крв, висеше на тој страшен крст, не за добри луѓе, не за свети луѓе, туку за болни грешници кои се осудени на пековот. За болни грешници кои немаат никаква праведност и немаат никакви дела. Другата примена ќе биде за верници и теологот Джеймс Смит пишал вака. Неискусните војници се склони да бидат залудно самоуверени. Тие не ја знаат силата или суровоста на непријателот, или би биле понизни. Сатаната може да не надуе со цел да не измами, зашто никогаш не сме во поголема опасност од кога имаме високо мислење за себе и се замислуваме дека можеме да правиме чуда. Само довербата и само зависноста се многу опасни. Со вера со Христос и држење блиску до Него, ние победуваме. Тивок воин е тој кој има голема благодат. Се бори, но никогаш не се фали, совладува, но никогаш не зема заслуга за себе. Дали ти како верник се фалиш со своите дела? Дали ја зимаш заслугата за себе или му ја даваш на Христос? Дали се гордееш и се фалиш и се тапшаш по рамо за твоите многобројни молитви, за твоето знаење за Библијата, за твоите евангелизации, за твоето давање, за твојата служење во црква? Дали ја зимаш заслугата и славата за себе или му даваш на Христос? Дали си зависиш на твоите дела и кажуваш, па јас ова правам, тоа правам, сигурно сум во ред. Дали живееш да го прошириш и издигнеш твоето царство или живееш да го издигнеш и прошириш царството на Христос? Дали живееш за Христос или живееш за себе? Дали живееш за твоето царство?
И Христос е тука да ти помогне, ти да го издигнеш твоето царство. Не можеш само, него Христос, Он ќе ти помогне. Ти да бидеш супер, да бидеш херој, да бидеш врв, да бидеш најдобриот христијанин. Тоа е опасна територија. Не оди тамо. Тоа е опасна мамка, опасна стапица на сатаната. Многу луѓе се врвнале, се издигнале и паднале многу ниско за брзо време. Ние треба како верници секогаш да се фалиме, да се издигаме со Христос и да бидеме понизни, бидејќи се што правиме, се што имаме е од Него. Сите религиозни дела, сите религиозни активности, се што правиме, Неговата сила, Неговата можност и Негови се делата, не наши. Затоа мора да ги свртиме нашите очи кон Него, нашата фала, нашата заслуга, нашата почит, се да биде насочено кон Него, а ние да кажеме, ние сме безвредни слуги. Тоа правиме само што Бог ни заповеда. Значи, ова уште еднаш да сумирам, видовме зошто Бог одредил спасението да е вера, а во воветот видовме јасно и гласно дека Библијата учи дека спасението е само преку вера. И ако се додаде нешто плюс, најмалото делче, најмалата капка од добро дело, една добра мисла, целото се руши. И нема спасение, нема Евангелие. Следниот пат ќе видиме плюс 6 аргументи зошто Бог одредил спасението да е само преку вера.